Работодавците не се согласуваат на зголемување на стапката на придонес за пензиско осигурување, како можно решение за спас на ПИОМ. Миле Бошков вели дека ако товарот од повисоките давачки падне врз бизнес секторот, на тој начин ќе се зголемат трошоците за работа, што е спротивно на економската логика на секоја компанија. Ќе се намалуваат и платите за да се намали тој трошок, бидејќи е наметнат. Потоа може да се отпуштаат работници. Затоа што едноставно има компании кои имаат 10 вработени, има компании кои имаат 1000 вработени. Зголемете го процентот и потоа ќе дојде момент дека тоа е најдобро е тие работници во некоја варијанта да бидат на црно, во сивата економија. Бизнисот очекува поголема транспарентност на трошењето на парите во ПИОМ, но и бара државата да се справи со сивата економија, која е нелојална конкуренција на компаниите. Борба со неплаќачите на даноци очекуваат и синдикалтите. Сојузот на синдикати го поддржува постепеното зголемување на старосната граница за пензионирање, но се против нереалното зголемување на пензиите. Се залагаме за законски измени согласно кои покрај возраста и стажот да биде основ за пенсионирање, да се преземат мерки за намалување на неформалната економија и да се спречи иселувањето на високо едуцирани млади луѓе. Велат од ССМ, од Министерството за труд, велат дека набрзо ќе излезат со модел за стабилизирање на ПИОМ. Во ова партнер ни е Светска банка, како креатор и поддржувач на пензиската реформа, па тие од своја страна ангажираа консултанти кои прават актуарски анализи и работат на можни решенија. Велат од Министерството. Институтот Financing предложи постепено зголемување на границата за одење во пензија и повисоки придонеси како можно решение за намалување на дупката во пензискиот фонд. За исплата на пензии оваа година ќе бидат потрошени 880 милиони евра. Фондот обезбедува само половина, останатите пари се префрлаат од централниот буџет.